храната како превенција, дополнување во третманот кај ХПВ инфекција. Добро утро. Добро утро. Како храната има влијание како превенција, воедно и како дополнување во лекувањето, во третманот кога веќе некој пациент се лекува од ХПВ инфекција. Ако тргнеме од тоа дека ХПВ инфекцијата сепак е вирусно заболување, се работи за вирус, а ние можеме и умееме и применуваме, имаме скорашни искуства од пандемијата со ковид, дека одреден тип на исхрана и одредени намирници и одредени соединенија влијаат во траењето на инфекцијата, влијаат врз тоа колку повторлива ќе биде инфекцијата. Секако оваа област е многу истражувана од научна гледна точка и од медицинска гледна точка, дали исхраната има поврзано со време траењето на инфекцијата и со ризикот. И постојат сериозни научни истражувања кои што велат дека зголемен внес, статистички зголемен внес на антиоксиданси во исхраната го намалуваат ризикот дури до 48% за добивање на ХПВ инфекција, додека пак истите истражувања кај популација, посебно млада популација, женска секогаш влегувала во истражувањата, дека намалениот внес го зголемува ризикот многу повеќе, дури и над 60%. Мора да кажеме дека начинот на исхрана денешен ни се сведува повеќе на калории и ние хронично во денешно време, ајде да кажеме, не можеме да ги задоволиме основните потреби од тие мали нешта како што се антиоксиданси, минерали, витамини, флавоноиди. Потоа конзумираме храна протеинска која што е одгледувана не на традиционален начин, така да животинските производи ни се сиромашни со омега-3, а тоа е противвоспалително, и на тој начин се јавува потреба и во третманот и во превенцијата да промениме нешто во однос на исхраната. Мене многу ме радува кој што во пракса ми се случува да многу доаѓаат да бараат помош за исхрана со ХПВ инфекција, но и со медицински препораки од суплементација, значи од одредени суплементи. Имајќи во предвид, во текот на разговорот можеме да објасниме зошто понекогаш е неопходна за третман на вакви вирусни инфекции да дополнуваме од прости причини што некои работи и не можеме баш да ги искористиме. Значи, ако антиоксидансите ги земеме како една голема група, која што делува против слободните радикали, а слободните радикали се тие кои што може да доведат до влошување на дисплазијата на цервикална епител, значи тие се борат против оксидативниот стрес, тука во прв ред би дошол, значи, општо како група, но научни истражувања имаме за бета-каротинот, за витаминот Е, за витаминот С, за лутеинот и уште за некои флавоноиди, односно ксантини, дека здружени и посебни како терапија, директно влијаат на подобрување на цервикалната дисплазија. Сега, со самото това набројување, ако земеме во предвид дека бета-каротинот го имаме секаде во портокаловите овошје и зеленчуци. Што значи во намирници тоа? Да, значи во портокаловите, тука е морков, се уште има тиква, тука е портокал, коренестите зеленчуци, сите тие, но како сите витамини растворливи во масти, тука би го дала исто и ликопенот, кој што е во црвената боја. Тука од сурова храна ние можеме да го искористиме 5%. Но благо термички обработена и додадено со маслиново масло или со некој вид на омега-3, значи со храна, со масна риба или така натаму, искористливоста на бета-каротенот ја подигаме до 92-98%, зависно од кондицијата на дигестивниот систем. Значи, треба да нивелираме во однос на тоа. Ликопенот кај доматот исто. Термички обработен, благо, со малку масло. Лутеинот, морам да нагласам дека има многу поголемо антиоксидативно дејство од претходните два и него го има во темно-зелените зеленчуци. Витаминот С, многу сме зборувале за витаминот С, меѓутоа тој ја дава цврстината. Значи, тој го вградува колагенот
во нашиот организам и ги прави слузниците да бидат, значи, појаки, поцврсти и поотпорни, а се работи на имунитетот. Од минералите многу е важен цинкот, тука ќе ги земеме јатките, омега-3 веќе спомнавме и најчестото прашање што го добиваме дали мора да станам вегетаријанец. Значи, не мора да станете вегетаријанци за сите оние кои што патат од, или пателе од ХПВ инфекција, меѓутоа треба да се внимава на внесот на протеини од животинско потекло, односно треба да се намали ексцесивниот внес на животински протеини поради една ситуација хемиска која што се случува во нашиот организам, а вишок протеини создава едно соединение кое што се вика хомоцистеин, тоа соединение потоа учествува во правењето на една аминокиселина, метионин, но за тоа и е потребна фолна киселина. Што значи дека ако премногу внесуваме протеини од животинско потекло, ние го трошиме, ја трошиме фолната киселина и витамините од Б групата, и затоа како најважното го оставив на крај, од сите овие работи кои што ги набројав, на тој начин можеме, не знаејќи да ја трошиме фолната киселина, а фолната киселина е најважна во третманот на ХПВ инфекциите. Велите, дозволено е и суплементација, но сепак тоа треба да биде под надзор на доктор. Тоа треба да биде под надзор на доктор или квалификуван нутриционист, бидејќи и суплементацијата, како и исхраната во диетотерапијата, што треба да биде индивидуална, и суплементацијата е индивидуална и зависи од општата состојба. Нека да имаме ХПВ инфекција со добар имунитет, нека да имаме повторувачка ХПВ инфекција каде што имунитетот е на организмот е паднат. За некаде, кај некаде во зависност од тежина, обем на тело, други пропратни заболувања, се важни дозите, што значи дека треба да се внимава и да бидат тие индивидуално прилагодени. Но еве, бидејќи зборувавме за боите, ајде да кажеме да во една чинија застапете црвената боја, цвеклото, застапете ја портокаловата, јатките, застапете ја белата, зелената, што значи дека едно шаренило од бои на чинијата секој ден е добра превенција, но секако и многу помага во третманот на ХПВ инфекциите. Кога зборуваме од шаренило во порцијата, ако е поопасен ХПВ вирусот и што може да предизвика за жените, што тогаш треба да биде на дневното меню кај жените, наспроти ќе ги споменеме и мажите, и кај нив, како преносители? Знаете, општите препораки за здрава исхрана, освен диетотерапиите, малку се разликуваат. Секако треба, мислам дека постојат начини да се утврди присуството на ХПВ вирусот и кај машката популација. Медицинскиот третман би требало веројатно, од медицински аспект, јас не сум доктор, треба да ги опфаќа, значи, сите оние кои што се носители, меѓутоа да, ако ништо друго, заради поддршка, секогаш, нели, треба, дури и целото семејство, да се храни на начинот на кој што му е неопходен во даден момент на еден член од семејството. Ако се менуваат навиките, на добро да се менуваат за сите. Точно така. И повторно ќе споминаме дека ако зборуваме за храната како лек, и ако е добро да се менуваат навиките, не треба да чекаме да се случи нешто за да тргнеме во менување на навиките, што е оно што би го препорачале на дневното меню кај жените и на дневното меню кај мажите. Значи, најмалку 5 шаки зеленчук, најмалку 2 шаки овошје. Сега тоа шаки како? Секој според својата шака, бидејќи шаката е одраз на композицијата на нашето тело. Суровата храна, но ајде најдобриот почеток е секогаш отстранување на високо процесирана храна и внимателно припремање на храната за да не го уништиме и да не ги уништиме благодетите кои што секоја намирница ги има во себе, а се лек за сите нас. Само уште едно подпрашање што ми остана, ако оние кои што сакаат повеќе месо и се љубители на месо, и ако патат и треба да речат, леле, треба да станам вегетаријанец, а не можам, пустото си бара месо,
Што велите вие? Што советувате? Да се замени или да се избере нешто да се изберат соодветно? квалитетни меса, органски меса. Ако за нешто сме спремни да дадеме повеќе финансиски средства, тоа треба да биде за квалитетот на протеините од животинско потекло. Не треба да станеме вегетаријанец, може да конзумираме квалитетни постни меса, но да ги балансираме со протеински извори од растително потекло, значи да ги вклопуваме, да не одиме со оние фамозни по 2-3 грама протеини на килограм телесна тежина, барем не во третманот на ХПВ инфекциите, но и за сите вируси важи истото. Ви благодарам за гостувањето, подобро да се спречи отколку да се лечи. Кажано и останало така потврдено. Благодарам што бевте денеска Со задоволство, како и секогаш.